Вкупните расходи се ревидираат на 425,2 милиарди. Овие дополнителни средства ги насочуваме кон јасно утврдени приоритети. Обезбедуваме дополнителни средства за земјоделски субвенции, субвенции во железнички сообраќај, поддршка на спортот, студентскиот и ученичкиот стандард. Обезбедуваме и дополнителна поддршка за најранливите категории граѓани преку средства за социјални надоместоци, заштитни друштва, народни кујни и мерки за деинституционализација. Зборуваме за дефицит кој ќе финансира развој. Тука има зголемување за 0,6% поени во однос на иницијалната проекција, со што буџетскиот дефицит се ревидира на 46,1 милиарда денари, односно на 4,1% од БДП. За прв пат ова зголемување на дефицитот е резултат пред се на повисоките капитални расходи и инвестициите во инфраструктурата. Не зборуваме за дефицит кој финансира тековна потрошувачка, туку за дефицит кој финансира развој.